Добре дојдовте сите на втората конференција на наука за деца. Многу ми е мило што ве гледам во волкав број. Одвај чекам да ве запознам. Пред да преидеме на наградите, би сакала да ви ја размрдаме малку вашата научна фантазија преку работилници. Значи, ќе имаме двајца научници до нас, кои што ќе ги водат работилниците. Ја имаме нова, која што ни е домаќин денеска и не пречека во волку убава атмосфера. Благодарност до нова што не поддржува, што не ги поддржува активностите и што верува во нас. Тоа многу ни значи. Значи, тука се и нашите волонтери и нашите спонзори. Многу ми е драго дека денеска сме ваш домаќин. Мисијата на тоа што Драгана, Никола и целиот тим околу нив го прават е вистински инспирирачки и кога имате такви ентузијасти кои што сакаат да популаризираат нешто толку битно како науката, единствено што може да ги прашате кога, како, што, бидејќи реално самата таа мисија бара од сите нас кои што можеме на некој начин да помогнеме да го сториме тоа. Огромна благодарност за тоа што го правите, но најбитно од се, вистински сака вам да ви всади едно семе на љубов кон науката, кој што потенцијално може ќе се развие токму како нив во нешто повеќе и веројатно со вашето знаење и умење ќе можете да направите разлика не само во Македонија, него и во пошироки рамки во однос на ваш придонес кон развој на науката. Во тоа единствено логично нешто е на Меѓународното училиште Нова да го поддржи, да верува во нив и вистински се надам дека помеѓу вас имаме многу идни успешни научници. Да ви посакувам успешен помин во Нова и многу учење, здружење и знаење. Научник сум во Монтреал, работам на Универзитетот на Монтреал и јас сум невронаучник, значи истражувам како работи нашиот мозок. Ама исто така истражувам и како некогаш не работи нашиот мозок или како мозокот не лаже. И тоа е работилницата што јас ја подготвив денес за вас. Се вика Джам илузии, како мозокот ве лаже и одвај чекам да се забавуваме. Добре дојдовте. Живеам во Љубљана, а работам на научниот институт Јожеф Штефан. Инаку сум електроинженер и тоа што го работам е откривање како некој на интернет да знаеме дали е човекот доверба или не. И дел од тоа знаење ќе ви го пренесам и на вас. Наука за деца уште од самиот почеток, значи од самото создавање се труди на децата да им обезбеди, да им понуди нешто ново, нешто различно што го немаат во редовното образование. Ставаме акцент на практичната работа, на применување на научните концепти во секојдневниот живот, за да видат децата дека науката не е страшна, туку напротив, науката е убава и науката е корисна и забавна, како што видовме денеска забавна. А конференциите ни се некако начин да ги собереме сите деца на едно место, да можеме да ги мотивираме преку активностите што ги организираме, што ги подготвуваме за конференциите, да ги мотивираме се повеќе и повеќе да се интересираат за наука, се повеќе и повеќе да се прашуваат, да експериментираат, да поставуваат хипотези, да донесуваат одлуки. Значи да можат да научат критички да размислуваат, тоа е многу важно. Мислам, ние сметаме дека е многу важно. Оваа конференција, значи оваа година, имавме соработка со наша професорка од Данска, Венка Симовска, и решивме да доделиме нова награда. Тоа е награда за извореден научен потенцијал. Значи, имавме многу кандидати, изборот беше тежок, меѓутоа сепак моравме да се одлучиме за едно од децата. Сите што ги имавме апликанти беа прваци во математика, физика, хемија, биологија, значи беа изворедни, меѓутоа сепак наградата можеше да отиде на едно место. Иван Ќостаров е наш научник кој за жал починал рано, меѓутоа многу се интересирал за наука и не само што се интересирал за наука, туку многу сакал науката да им ја пренесе на децата. Значи многу сакал деца и многу сакал да работи со деца. И затоа некако ова беше како совршена спојка. Научник што сакал да работи за деца и затоа наградата ја именувавме по него. Користам магнетна резонанса за да го снимам човечкиот мозок. Тоа што за мене е фасцинантно е што мозокот го снимаме и кога е здрав и кога прави чудни работи. Некогаш тоа е заради болест, а тоа е некогаш затоа што едноставно мозокот не лаже. Оптичките илузии се еден типичен пример каде што нема ништо проблематично со нашиот мозок, меѓутоа не можеме да ја видиме илузијата на вистински начин и тоа е и забавно и фасцинантно. Децата се забавуваат, децата имаат прекрасно време
А мене ми е многу драго дека научници од нашата сиеста заедница, од околу 300 научници во светот, донираат време и пари за овие конференции да се случат. Затоа што многу е важно ние како научници да придонесеме за научно описменување на децата и многу е важно со вакви микродонации да направиме нешто убаво за државата. Така што се надевам дека ќе продолжиме со оваа популаризација на науката. И истражувам за области поврзани со безбедноста на интернет, новите интернет технологии. Инаку сум електроинженер и завршив факултет во Скопје. Живеам и работам во Љубљана и многу голема желба имав и во тоа се најдовме со Никола и Драгана за пренесување на знаењата на помалите, затоа што тоа е најважниот дел од науката, според нас. И затоа ја организиравме оваа работилница која што беше на темата веројатност, е тесно поврзана со оно што го истражувам, затоа што моето истражување е како да одредиме дали некој на интернет е од доверба или не, дали нешто е доверливо или не. И децата многу добро го сватија тој концепт, затоа што нашиот мозок природно размислува во насока на одредување кој е правилниот избор според тоа колку на нешто може да му се верува. Работилницата се содржеше освен од предавање и од игра на која што децата може да изберат со различна веројатност дали ќе стигнат до наградата или не, и потоа размислувавме зошто се поголеми шансите кога нашиот мозок ни кажува дека се 50-50. Беа многу задоволни и мислам дека е успешна работилница која што може да се спроведува и по другите училишта за доближување интуитивно на поимот веројатност и математика воопшто до најмалите. Здраво, јас сум Николина и работам во меѓународните училишта Нова како координатор за комуникација и развој. Особено сме среќни, задоволни и горди што успеавме да имаме ваков успешен настан денеска, конференцијата Наука за деца, која оваа година е насловена "Пуштате ја вашата научна фантазија". Наша образовна филозофија од секогаш било дека сакаме да го поттикнеме критичкото размислување кај децата и имањето широки видувања за светот што ги окружува, се со цел да можат да носат информирани одлуки во текот на нивниот приватен и професионален живот. Ова е само дел од соработката што имаме со Фондацијата Кантар од МК и секоја иницијатива што ги поддржува овие вредности кај децата, Нова ќе застане позади неа и ќе ја поддржува и во иднина. Јас се викам Климентина Веселинова. Денес со мојот цртеж освоив диплома, така да на мојот цртеж се представена куќа и позади со ветерници. Мислам во еднината дека многу ќе биде како интересно, ќе има многу деца што ќе бидат заинтересирани за науката за децата. Мене многу ми се допаѓаше. Па кога бевме во работилницата што игравме една игра на телефонот што е како треба да погодиме една врата. Јас сум Снежана Ѓорчевска, доаѓам од Скопје во аеродром. Мене тука се ми се допадна. Најмногу ми се допадна работилницата со илузии и сите цртиши беа преубави. Многу ми се допадна и изложбата беше многу убава. Се беше многу убаво направено, организирано. Јас би сакала да имам вакви часови на школа. Јас сум Бисера Негриевска. Јас сум тука на детска наука и многу беше убаво. Игравме игра со врати и беше многу интересна. Имаше награда глеј. Имавме родат да ни делеа награди за победници на цртежи.